Археолошкиот локалитет Иловица, кој се наоѓа на земјиштето кое што е дадено на концесионерот Евромакс, ќе се истражува пред да почнат градежните работи на рудникот. Првиот човек на Струмичкиот музеј вели дека предвидено е да се вршат ископувања на локалитетот, но не е прецизирано кога точно ќе започнат. А исто така, ако случајно ова година започнеме со активности, можеме да започнеме со активности на археолошки истражувања на рудникот на Иловица. Меѓутоа таму работите сега за сега мируваат, ќе видиме како понатаму ќе бидат. Таму имаме веќе 4-5 локалитети кои што ги знаеме, значи пред да се извршат сите оние активности околу копањето на окна, на поставувањето, градежни активности, поставувањето на оние објекти и колку што знаме одредена брана таму ќе биде некој кај што ќе се депонира она руда, па брана кај што ќе се чисти. Сите овие делови содржат одредени активности, односно одредени содржини културни пред се, пред да ги почнат да го работат, тоа мораме ние археолозите да поминеме. Веќе 2-3 години работиме на овој проект. Со сите активности припремни сме при крај, така што ако почнат активностите таму, ќе видиме нормално, знаете и сами дека се е подмирување, ако почнеме таму, ако тргнат работиве, ќе се надевам дека веќе ова година, втората половина ова година, дека ќе го вршиме и тоа ископување, тоа ќе биде поширок, поголем проект, кој што ќе трае најверојатно наредните година-две. Доколку локалитетот даде важни наводи и пронајдоци, археолозите ќе ги заштитат и конзервираат, но тоа не би влијаело врз работата на рудникот, вели Рујак. Вака имаме неколку крепости, најмалку 2 крепости имаме објекти кои што се најверојатно некои населби, дури имаме сознание за одредени некрополи, така што едно 4 објекти, 4 локалитети се веќе речиси сигурни. Имаме сознание за уште 2, меѓутоа пред да почнеме со истражувањата, со оние капиталните истражувања, со оние вистинските истражувања, ќе направиме сондажни истражувања, па врз основа на сондажните истражувања понатаму ќе видиме што конкретно се работи на тој локалитет. Случај е следен, значи треба прво археологијата треба да си го каже своето. Значи ако случајно се појават некои работи кои се многу битни за Македонија, тогаш се прави еден широк конзерваторски проект кој што треба да ги заштити. За основа на тие активности кои што треба да се преземат, се разбира, знаете, државата си има своји капитални инвестиции, рудниците и сите си имаат своји капитални инвестиции, односно фирмите кои што работат. Сега, што е проблемот? Проблемот е сето тоа да се истражи. Ако се појават одредени работи, например, знаете, во Абу Симбел, во Египет, се е поместено, се е тргнато на страна, нормално, ако се работи за некој многу значаен објект, ако не, тогаш ние археолозите го истражуваме, потоа, нормално тоа се продолжуваат активностите околу понатамошните градежни активности околу рудникот и така. Рудникот кај населените места Иловица и Штука се соочува со отпор од граѓанските активисти Спас за Струмица, кои што најавуваат жестока кампања против отварањето на овој рудник.